Почитувани, граѓаните на Република Македонија сакаат мултиетничка, граѓанска и просперитетна држава. Граѓаните не сакаат бинационална, подвоена и федерализирана држава. Тиранската платформа за која граѓаните немаа можност да се произнесат на избори е антиуставна и го поткопува уставното уредување на Република Македонија. Секој ден сме сведоци на негаторски изјави насочени против македонскиот народ, кои доаѓаат од надвор, но и од коалиционите партнери на Зоран Заев. Секој дневно го слушаме креаторот на владината платформа на Заев, Тиранската платформа, Еди Рама и неговите министри, коалициони партнери, како ја напаѓаат и негираат Македонија. Но никаде осуда или одговор од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. За разлика од Тиранската платформа, која фаворизира само една етничка заедница, подвојува и ги буди духовите на минатиот век, ВМРО-ДПМН го нуди манифестот за единствена Македонија, која нуди граѓански концепт, сплотува и нуди економски развој. ВМРО-ДПМН секогаш на прво место го става интересот на сите граѓани на Република Македонија. И затоа го промовиравме манифестот кој нуди стабилна иднина и сигурен соживот. Манифестот за единствена Република Македонија предвидува и нуди решение за долгорочна политичка стабилност. Манифестот предвидува секој иден добитник на парламентарните избори да добие бонус 20 пратеници во рамките на сегашниот број на пратеници и согласно уставот, или пак да се воведе мнозински изборен модел. Што има СДСМ против ваквиот предлог? Овој предлог нуди сигурност дека дури и да победи СДСМ на некои од наредните изборни циклуси со минимална разлика, нема да биде предмет на уцена и нема да мора да прифаќа тирански или било какви туги платформи, само за да оформи ново мнозинство. Манифестот предложен од ВМРО-ДПМН гарантира владење на правото и правна држава како клучен услов за успех на државата. Манифестот нуди воведување на механизми за следење на владењето на правото на локално ниво, вклучително на платата на локални давачки и практична примена на законодавството, согласно недобрите европски практики, како и воведување мерки за унапредување на примената на целата територија на Република Македонија. Зошто СДСМ се противи на вакви механизми? Дали нивните први луѓе во Рачиново, кои сега ги предводат протестите за неплаќање на струја, сметаат дека законот не треба да важи подеднакво на цела територија? Основен принцип на манифестот е и отворената пазарна економија, која ќе се заснува врз креативност, иновативност, предприемачки дух и слободен пазар. ВМРО-ДПМН докажа дека знае како да ја води економијата и креираше повеќе од 160.000 нови работни места. Неопходно е да се остане на тој курс и да се движиме кон општ раст и развиток. Манифестот нуди отворена економија, наместо да ја затвораме економијата во бизнис картелски шеми по воспоставената пракса на Зоран Заев и неговата фамилија и бизнис пријателите во Струмица. Манифестот за единствена Република Македонија нуди правна сигурност, економски развој и обединување околу националниот интерес, но сепак СДСМ е против него. Додека пак СДСМ нема апсолутно ништо против Тиранската платформа, која секојдневно вади над 200.000 граѓани на улиците низ Македонија. Затоа народот е на нозе. Затоа Македонија се буди. И благодарам.